Почитувани ученици, денешната наставна единица која ќе изучуваме се вика МИТ. Наменета е за учениците од 7 одделение. Здраво друштво, што читате? Читаме за митови, а и тебе онака не те интересира. Бриши! Мит, сакам да знам што е мит. Во минатото човекот не можел да ги објасни природните појави, па така измислувал приказни со фантазија, наречени митови. Мит е куса епска творба, приказна, исполнета со фантазија. Името мит потекнува од грчкиот збор митос, што значи приказна, кажување. Митот им помагал на луѓето на начинот да го разберат светот и случувањата во него. Митовите се групираат во поголема целина, која се нарекува митологија. Најпознати митологии во светот се старогрчката, египетската, старословенската, индиската, римската и други митологии. И така настанале приказни за џинови, самовили, крилести коњи, змеови, џинови. Римјаните имале илјадници богови. Тие верувале дека постојат богови за се. Имале бог за вратата, бог за кујната, бог за спиење, бог за бањата. О, па колку е интересно! Баш сакам да отидам во Рим, да дознаам повеќе за римските богови. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Чао, Џулија! Раскажи ми за митот за Ромул и Рем. Реја била убава жена. Човек, не била божица и била омажена за римскиот бог на војната Марс. Реја му родила на Марс двајца синови, кои ги крстиле Ромул и Рем. Кога кралот Амули дознал што се случило, плашејќи се дека браќата ќе му одземат власта кога ќе пораснат, му наредил на својот роб близнаците да ги фрли во реката Тибар. Реја слушнала за заговорот и за да ги спаси, ги ставила момчињата во курпа, ги пушила по реката со надеж дека некој ќе ги пронајде. Момчињата ги пронашла волчицата Мартија, која и денес е символ на градот Рим, и ги гледала и раснела како свој, со своето млеко. Откако еден овчар ги пронашол момчињата и ги одзел на волчицата и ги израснал. Кога Ромул и Рем пораснале и ја дознале вистината, го тргнале кралот Амули од власта, Ромул губил кралот Амули. Браќата сакале да изградат поголем град. Па се договориле дека основач на градот, што ќе го изградат, ќе биде тој што ќе здогледа повеќе птици. Ромул здогледал 12, а Рем 6 птици. Па така, основач на Рим станал Ромул и затоа градот го носи неговото име. Домашна работа. Истражувај мит и напиши.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano.